Се реализираат ветувањата од теренските посети за изградба на инвестиции во патната инфраструктура. Механизацијата на патниот правец Росоман Градско е на терен и активно се работи на патот во должина од 12 километри, за што се вложуваат повеќе од 70 милиони денари. Очекувањата се дека истиот треба да биде завршен до крајот на годинава. Изградбата на овој патен правец беше најавен при посетата на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски заедно со министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. Сега министер, таму ќе останат нешто средства од неколку проекти. Може ли други делови да се направат таму кон Росоман, оној дел? Може председател, ние еднаш кога се вас зборевме да видиме и преку Македонија пат да зголемиме програмата до крајот на годинава, да ставиме барем од ислучување на патарината фактички, од лучката што е кај Градско, па се до почетоков на градба на експресниот пат, да го ставиме се во програма и да го направиме целиот пат, бидејќи е во лоша состојба. Граѓаните, а пред се жителите на околните населени места задоволни од проширувањето и санацијата на патниот правец. Тоа што е ветено се исполнето е. Патот Градско Росоман и се прошири уште со 2 ленти, а тие се скоро специјални патеки за децата. Многу ќе ни вреди нас тоа, затоа што ќе заштитиме децата од и се движат од горната населба за нашколо, одат во училиште луѓе децава и заштитени се, има посебни 2 патеки. Тоа е сега направено. Самото што го ветија владата го исполнија. Да, гледаме се прави па сега. До кога ќе се прави, колку, тоа ќе видиме. Главно сега за сега се прави. Па требало би, што ми е малко пошироко, може се размине патниците, саобраќајето. Значењето е многу големо и по потреба, мислам на ваа општина, ќе ни донесе подобар придонес, мислам. Тоа е добро. Јас реков дека добро е, пошто се шири патот за повеќе да има комуникација на возниот парк. Ето. Нормално, што е пошироко, поголемо, поубаво. Тоа е нормално. Во меѓувреме се работи и на новиот експресен пат Градско Прилеп, која во должина од 33,5 километри со проценета вредност од 70 милиони евра. Овој патен правец ќе биде значајна линија за поврзување на градовите Прилеп и Битола. При минатомесечната посета на активностите за изградба на овој патен правец од страна на Груевски и Мисајловски беше заклучено дека активностите се одвиваат со засилено темпо и дека во периодот што следи дополнително ќе се интензивираат со цел да се искористи периодот на градежна сезона. Ние вчера има јавното предпријатие, имаше состанок кој тврдија динамика за месеци, кој си даде изјави самата компанија дека ќе ја исполни. Зборам за септември и октомври за месечна динамика. Да гледаме да искористиме сезоната, што можеме. Што може овој период, зашто е добар период да го искористиме. Да, градежна сезона. И можам да кажам дека од месец за месец се подобро. Ја често пати поминувам и гледам колку почнува трасата да се пробива. Има напредок. Веќе се реализира првата фаза во должина од 10 километри од Фаришката до Дреновската клисура, која се гради на речиси комплетно нова траса на постојниот пат. 95% се нова траса, а 5% ќе се спојува со стариот пат во клисурите каде ќе има проширување.